Во продолжение остануваме на тема загаден воздух, на тема аерозагадување. ЗНМ и UNDP ги доделија наградите за новинарски истории за 2024 на теми поврзани со аерозагадувањето на воздухот во земјава. А првото место му припадна на нашиот колега од информативната редакција Мартин Пушевски. Причина повеќе да го поканеме овде во студиото 3 на Македонската телевизија да продискутираме и за наградата, но и за тоа колку граѓаните и ние новинарите меѓу другото говорејќи гласно можеме да правиме и треба да правиме промени. Мартин, добро утро и добро дојде. Добро утро, добро ве најдов. Обично сум од другата страна, овој пат тука, ама и тука е убаво. Нели? Да. Честитки, не е прва награда за нас. Нормална е реакцијата кога ќе слушнеме дека имаш некаква нова награда, но што не прави секако горди како национален сервис. Овој пат аерозагадувањето е тема која што те поттикна да твориш. Па да, јас и минатата година учествував на конкурсот, тогаш добив признание. И не сакаше да дојдеш, бидејќи не сметаше дека не треба да се фалиш. Со признание сега. Сега е прва награда, сега можам да дојдам. Да, убав е конкурсот. Година учествува колку што знам 18 стори. Мислам дека биле пријавени 20, меѓутоа две биле пријавени после рокот. Така да 18 влегле во конкуренцијата и мојата сторија беше оценета како најдобра. Станува збор за краток документарен филм. Впрочем, го работевме со колегата Сладјан од јануари до крајот на март минатата година, а на Македонска телевизија го објавивме во април. И така, хубав документарен филм. Кој аспект го обработувавте? Што? Сакав да има два елементи во документарниот филм. Документарниот филм почнува со проблемите со аерозагадувањето, што се изворите на аерозагадувањето, и во вториот дел некако логично ни беше да се насочиме со еден конструктивен пристап кон тоа кои се можните решенија. Го проследив разговорот и пред моето гостување тука. Точно е дека мерки не може да се очекуваат за една недела, за еден месец, за една година. Потребни се долгорочни мерки, стратешки пристап. Меѓутоа, како што реков и кога ја добив наградата, овие зборови дека се потребни долгорочни мерки кои што ќе дадат резултат за 5 години, за 10, ние ги слушавме пред 10 години. Ако биле преземени тогаш, зошто ги немаме резултатите? Зошто се уште дишаме загаден воздух? Тема утрово меѓу другите ни беше и тоа што се случи во петокот, бојкотот на маркетите од страна на граѓаните. Сега во однос на аерозагадувањето се потврди дека граѓаните може да менуваат ако сакаат. Имаме стратегија 2024-2030 година. Спомена и ти долгорочни мерки. Спомена дека во самиот документарец имаме и можни решенија. Зборуваме ли сите во иста насока? Во однос на стратегијата, во однос на тоа што вие го презентиравме во документарецот, колку институциите се подготвени да слушаат, бидејќи пред малку и ние го поставивме прашањето на претходната соговорничка како да ни треба долгорочна стратегија, граѓаните веќе дојдоа до еден момент да сакаат да ги видат првите резултати, како да немаат веќе трпение. Па добро, граѓаните нормално да немаат трпение, меѓутоа граѓаните треба да сватат дека тие се исто така дел од проблемот. Значи сакатувањето што доаѓа до домаќинството од граѓаните, не од никој друг. Проблемот е комплексен. Значи особено на пример треба се работи со социјално ранливи категории. Тоа е више дел и од социјала, не е толку животна средина. Вие не можете да очекувате домаќинство кои што имаат лимитирани приходи, сами од себе да имаат доволно средства за да го променат начинот на загревање. Значи, мора да имате поширока стратегија, да ги таргетирате тие граѓани, додите со уште поголема помош. Така, имаме општини каде што нема централно парно грење, дури во Скопје. Ние кога зборуваме за Скопје, некако се научивме да зборуваме дека цело Скопје е со парно. Не е цело Скопје со парно. Во парно имаат околу 60 и некои илјади домаќинства. Новите згради не има обврска. Зградите има, да, меѓутоа имате цели општини, на пример во Шуторизели немате парно. Не, и во аеродром имаме. И во аеродром, делот аеродром нема парно. Значи не е дека ние имаме централно грејење. Да, долгорочна инвестиција, проширите го системот за загревање со парно грејење, така ги намалите на крајот на краиштата и цените, ќе имате повеќе корисници, така. Инвестиција е, никој не вика дека не е. Меѓутоа е. Во документарниот филм ние бевме да направиме споредба со Бугарија. Бугарија е членка на Европска унија, не е дека можеме да се споредуваме, си користат многу од европските фондови, меѓутоа они имаат забрана за користење на дрва до 2029 и бесплатна замена на начинот на загревање на сите домаќинства кои што во моментов користат дрва. Кај нас има субвенции за инвертери, меѓутоа тоа ни одблиску не е доволно. Се гледа дека не е доволно. Субвенции за инвертери, за велосипеди, ама тоа некако го имаме изминати. Го имаме, меѓутоа очигледно не е доволно опфатот. Значи треба да се направи нешто што е со многу поголем опфат. Значи не може да се очекуваат резултати со
козметички мерки. И зошто ако ги немаме тие резултати, зошто се прават тие козметички мерки се уште? За да се прикаже дека нешто се прави. И еве сега кога ја спомена Бугарија и споредбата како тука се решава проблемот, какви се очекувањата, какви промени ќе направи историјата? Јас се надевам дека барем некој ќе ја погледне историјата и ќе видат дел од мерките кои што таму ги преземаат. Таму ние кога снимавме во јануари после Водици некаде беше, до тогаш има променето начини на загревање на 13.000 домакинства. Сега претпоставам се стигнете многу подалеку. Значи може да се направи тоа. Значи мора да се преземат мерки кои што па и на среден и на долг рок ќе дадат резултати. Со дивите депонии не ви треба вие да чекате 10-15 години. Кој ви брани да ги пуштите сите инспектори на терен? Јавната нека да се дивите депонии во Скопје. Доволно ви е социјална мрежа Facebook да отворите навечер, гледајте ги граѓаните какви видео објавуваат, ќе видите каде се дивите депонии. Што мислите, ако луѓето ги знаат, инспекторите не ги знаат? И зошто за сметка на неколку индивидуалци кои што ги креираат и создаваат тие диви депонии, па некаде и не се диви, гледаме како се горат гуми за бизнес, зошто не се превзема ништо? Зошто мнозинството од луѓето да го трпи тој под наводници терор? Затоа што имам чувство дека нашиот систем е реактивен. Значи нашиот систем действува откако ќе се крене фама, откако ќе се алармира на проблемот. Идејата е превентивно да действува. Значи инспекторите треба 24 сати да бидат на терен. Точно е дека немаме доволно инспектори. На централно ниво немаме. Меѓутоа проблемот на ниво на цела држава е многу малку, Мартин. Да, меѓутоа видете каква е состојбата во општините. Во општините уште полошо. Локални инспектори во локалните самоуправи се бројат на прсти. А спојувањето дали мислиш дека ќе даде ефект во еден инспекторат? Теоретски би требало да даде резултат. Очигледно вака не функционира. Нека пробаме на друг начин. Можеби ќе функционира. Меѓутоа статус квото секако не е решение да се задржи. Но велиш кога само јавноста ќе реагира, тогаш се превземаат некако конкретни чекори. Но ако за една тема јавноста е гласна, новинарите се гласни, медиумите се гласни, без разлика која политичка опција е на власт, тоа е аерозагадувањето. Така е. Меѓутоа, зошто сме гласни? Сметаш ли дека сме доволно гласни? Еде така право. Не, и зошто сме гласни, бидејќи факт, затоа што се работи за секој од нас, луѓе го дишеме истиот воздух. Овде нема партии. Не од тој аспект зошто немаме промени, ајде така да кажам. Ако велиш дека институциите чекаат да се разбуди јавноста, ова ни е проблем што веќе 15 години го дискутираме и никако да. Дали е разбудена? Не, прашањето е дали јавноста е доволно разбудена, тоа е проблемот. Значи ние протести правиме во зима, во лето нема аерозагадување. Така. Го имате во лето. Кој прави протест? Кога последен пат се виделе протест за аерозагадување во лето? Јас не се. Да, таа тема се заборава. Кога ќе дојде поубавото време? Во април ние сега ќе ја ставиме под тепих. Иако и во лето знаеме да имаме. Не знаеме секој втори или трет ден во лето, исто така единствената разлика е што нема топлотна инверзија, па не ги имаме овие концентрации. И во лето се гори се што на дивите депонии. Тогаш очекуваме нова историја во март, април, мај, јуни, Мартин. И нова награда и пак да ви бидам гост. Апсолутно, да. Знаеме дека награди ќе има, бидејќи тоа што го правиш апсолутно професионално, но никако сакавме да проговориме покрај тоа што говориме за актуелниот проблем, да проговориме за тоа колку граѓаните треба да бидат гласни во континуитет, колку ние новинарите треба да бидеме гласни во континуитет, бидејќи пред малку и Ивана од Државниот инспекторат кажа дека сите алки мора да функционираат за да имаме решение на. Што друго не останува, луѓе? Мора да бидеме гласни, мора да се бориме за тоа што ни следува. Правото на чист воздух е уставно загарантирано право. Сите го дишаме истиот воздух. Ако не се бориме, кој треба за нас да се бори? А кога се прават вакви прилози, вакви репортажи, вакви документарци, има соработка од надлежните? Има соработка. Не е дека нема соработка од надлежните. Надлежните се отворени за комуникација, не викам дека не се. Меѓутоа, очигледно дека треба промена во пристапот. Очигледно дека треба многу посериозно да се работи на ова решение. Според мене ова е национален приоритет број 1 за Македонија. Немаме друг приоритет. Што друго е личен приоритет во однос на тема? Што те инспирира периодот? Аерозагадувањето мене ми е интересна тема за работа, затоа што е малце покомплексна. Не е толку едноставна како што е сега воздухот, пак ќе стимаме екоактивисти, не, малце подлабок е проблемот. Многу надлежности на институциите се испреплетени. Го гледате најбаналниот пример со инспекторите кои што седни на централно и на локално ниво, меѓутоа има и многу други министерства кои што имаат надлежности, кои што очигледно им треба и таму да се бутка, и таму да се притиска, да почнат сите да работат во една насока. Се додека не го направиме тоа, се додека правиме партизански чекори, едните да влечат во една насока, другите воопшто да не ги работат своите надлежности, трети да влечат во сосема трета насока, ние ќе го имаме истиот проблем.
И па да говориме гласно, па чекаме резултат. Така. Благодариме за гостувањето.